Ети Смилевска, а и во рамките на вашата владина коалиција договорете се. Вие приоритет аерозагадувањето или не вие приоритет? Вие изчитавте од програмата кои се приоритетите. Нели тие инвертор клими, електрични тротинети, субвенции и така натаму. Ние слушнавме од замек министерката дека поставува и следствено на тоа и поставување на филтри во мали и средни предпријатија, меѓутоа сега чувме од замек министерката дека поставувањето на филтри во индустријски капацитети требало да биде работа на индустријските капацитети. А околу тоа колку ви е приоритет аерозагадувањето, доволно кажува тоа што и вие, како дел од парламентарното мнозинство, го изгласавте во овој парламентарен состав Законот за акцизи, по скратена постапка на она Комисијата за европски прашања, во кој ги ослободивте од плаќање на акциза оние кои што ја користат најштетниот енергенс во индустријските капацитети, нафтениот кокс. 0 денари акциза за нафтен кокс, кој што патем речено, покрај во други индустријски капацитети, се користи и во сред урбано Скопје, кај што има можност за приклучување на друг нештетен енергенс, газ. Ама, имајќи ги во предвид по властите зашто ми го направи оваа влада, со 0 денари акциза да увезуваат нафтен кокс, тие користат штетен енергенс, наместо да користат многу еколошки почист енергенс кој што го имаат тука во Скопје. Тоа е искрената политика на оваа влада и оваа парламентарно мнозинство кога е во прашање аерозагадувањето, кое што впрочем проблем со ветувањата што ги правевте во текот на локалните избори, на крилјата на таа борба за аерозагадувањето, добивте многу гласови во државава. Ама немате никаква искрена политика во борбата со справувањето со аерозагадувањето. Тоа, впрочем, го каже и замек министерката во образложението за неприфаќањето на овој амандман. Тоа, впрочем, и вие како парламентарно мнозинство го докажавте со изгласувањето на Законот за акцизе, во кој што возможивте под повластени услови да користат штетен енергенс и индустријски капацитети во сред урбани средини. Благодарам.